Со читање на првиот расказ Спирко, напишан по вистински настан од палавштините на својот брат, започна настанот на кој се обележи 3-децениското творештво на авторката Ксенија Маказлиева Трајчева. Авторот за деца Киро Донев рече дека талентот кај Ксенија го открил уште додека била дете, па било логично да ја поддржи во нејзиното остварување како автор и уредник. И да речеме, Ксенија кога дојде, се го зема другаче да го води. Јас бев ова уредник, станав директор на детска радост, добри реченија, меѓутоа. Знаете, во таа наша професија, новинар, писател, писател, това е цел човек, како што речеме. Велиме две убедици под едномишка новинарството, многу помоли за таа професија, за порекот. Меѓутоа, кога треба да се создава нешто сериозно, тоа бара цел човек. Вело убедици под едномишка, не се ночи, ама Ксенија ночи 4 убедици под едномишка. Ксенија вели дека авторството и создавањето за деца ги доживува како благослов, а особено уредништвото затоа што поддржува нови таленти. Така замина по Струмица и се запишав да студирам нешто друго, но некој друг не мислел така и на една средба, значи Киро е многу скромен, но јас морам да го подсетам, која што е имал по библиотеката во Струмица, ми прател адрес да се видиме. И јас отидов во редакција и рече ти можеш, јас верувам во тебе. Целта на оваа средба денеска е таа да пратиме порака до сите колку е важно да бидеме поддршка едни на други. Затоа што ако Подгорец беше тој кој што ги стави темелите на детската литература за деца, па потоа Киро и многуте автори од тој период кои што работеа во детска радост, како Рајко Јовчевски, Горјан Петревски, Ванчо Полазаревски, со работници многу, Стојан Терарко, Васил Куковски, Васил Којски, тоа се имиња од нашите детство. Ние сите учевме од нив, но тоа што јас не си го признавав себе си и не верувам дека го носам, веруваше Киро Донев. Многу е важно да имате таков човек во животот кој што ќе ви даде поддршка. Тоа го научив јас и од него и од другите мои колеги од старата генерација, дека како уредник пред се требате да бидете поддршка, да дадете простор и место на млади автори. За некој тоа е момент во животот, за некој останува професија. Што се однесува за уредништвото, да, уредништвото го јаде писателот, затоа што уредништвото е невидлива работа. Вие кој ќе го земете списанието во ваши раце, гледате кој нацртал, кој напишал, меѓутоа никош не знаете кој тоа го уредил, зашто така изгледаат страниците. Во својот работен век под нејзино раководство како одговорен и креативен уредник се потпишала во над 480 отпечатени броеви на списанијата за деца Другарче и Росица и во над 50 книги и прирачници за деца за предучилишна и раноучилишна возраст. Во март 2020 година се здобива со признание за најдобар уредник на списанија и книги за деца од меѓународната организација Green Tinker Society, како еден од 50-те најдобри уредници во светски рамки. Нејзиниот последен ангажман е вклучувањето во Асоцијацијата на најдобрите наставници од регионот во организацијата на првата конференција на најдобри наставници од поранешните југословенски простори во 2019 година во Скопје, каде се здобива со почесната титула амбасадор на најдобрите наставници од регионот и учествува на втората, третата и четвртата конференција во Будва, Белград и Сараево.